13-годишната Андреја Нисева во рингот е непобедлива. Ова девојче вели дека нема машки и женски спортови. 4 години тренира и е првак на боречкиот клуб Олимпија од Штип. Не постојат машки и женски спортови. Ако девојче сака да го тренира тој спорт што има желба да го тренира, може да го тренира, ама со желба. Дали останатите членови од клубот те прифатија поради тоа што си девојче? Да, секој ме прифатија. Членовите од клубот беа доста фер, дека сум девојче, ми помогна да се истакнам, да се докажам која сум, ми помагаат и на тренинзите. Одлична ученичка, кога не тренира се дружи со другарите. Има нормално детство, а љубовта кон борењето ја добила од нејзиниот татко, кој е познат борач и тренер во клубот. Нејзините вештини ги има покажано на 15 меѓународни надпревари. На 13 има освоено први места, а само на 2 надпревари трето место. Пред извесен период во Романија се закити со златен медал и таа единственото девојче во државата со вакви резултати. Последниот успех ми беше во Романија на Балканското првенство во Бугарешт. Имав 4 борби, се борев на категорија од 46 килограми и морам да признам дека борбите беа прилично тешки, но со напорна работа се успеа. Но пехарото и медалите наместо да ги прима во придружба на македонската химна и знаме, таа на Балканското првенство морала да ја представува Бугарија. Нејзиниот тренер вели дека причината е што клубот Олимпија е исклучен од Федерацијата за боречки спортови поради казна за која, како што велат, надлежните органи потврдиле дека тие како клуб не се виновни. Од клубот Олимпија велат дека казната од 300 евра ја платиле, но и понатаму боречката федерација ги игнорира нивните успеси. За да успееме да ги у континуитет оставиме децата за надпревари, моравме да ги дадеме за други клубови, тоа во 2021 година, веќе пробавме да ги пишеме во други клубови за да се надпреверуваат, да обезбедат место во репрезентација. Од федерацијата добивме изјава дека документите се некомплетни и дека од сите 25 деца само 5 деца добија право за учество на домашни надпревари. Од тие едно се бори за борачкиот клуб Бучим Радович, а другите останаа без надпревари на домашните надпревари. Додека Андреја Нисева моравме да, бидејќи не успеа да го најде местото во сопствената држава, моравме да пишеме за клуб во Бугарија, каде што обезбеди место на државното првенство во Бугарија и настапи на Балканското првенство во Романија. На овој надпревар настапив за екипа од Бугарија, за презентацијата на Бугарија, а би сакала да се надпреварувам за Македонија и желба ми е да се надпреварувам за Македонија и испраќам порака до премиерот Ковачевски да ми дозволи да се надпреварувам за Македонија, бидејќи ова е мојата татковина. Во овој клуб се надпреваруваат уште 2 девојчиња и 20 на момчиња. Во тек им се подготовките за надпреварите во Србија, Косово и Бугарија. Во Олимпија тренирам 4 години и имам освоено бројни медали во Македонија и надвор од Македонија на меѓународните турнири. И овие месеци се спремаме за турнирите кои што ни очекуваат понатаму. Тренираме напорно наутро и навечер со тренинг и работа и се надеваме на недоброто. Штипскиот клуб Олимпија постои 4 години. Девојчињата и момчињата напорно тренираат секој ден, за што сведочат и овие бројни пехари и медали.